Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде безбедносниот експерт Љубомир Ѓурчевски. Добре дојдовте. Добре најдов. Фала на поканата. Именјаче, една работа која што деновиве буквално ја тресе јавноста, нешто што не требаше да се случи. Зборуваме за една афера тешка ни помалку ни повеќе 167 милиони евра. За 167 евра се оди во затвор. Сега за 167 милиони не се оди. Сите се чудеа зошто е ова вака направено да испадне, иако знаеа дека позадината секогаш ево јавното обвинителство, кога јавното обвинителство го прекинува случајот не може да биде во судот, нели? Иако се поврзани со многу работи, испадна нешто што сите го знаевме дека некој е поврзан со некого и на крај за да дознаеме дека замислете јавната обвинителка која што го укина предметот, а потоа и ќе објасниш ти зошто и како, да ти била роднински поврзана со СДСМ преку татко и кој што уште повеќе замислете станал јавен обвинител во време на СДС-1, а во едно друго време на СДС владење, пак мајка и станала уставен судија. Премногу случајности за да нешто нели испадне како што испаѓа. Еве, секогаш она приказката за цревата во македонското правосудство, мислам најцрното петно во македонското општество, ракана на македонското општество, како и да го наречем, поврзаноста роднинска, потоа и партиска, многу непотизам, многу клиентелизам. Значи, ајде да ја поставиме топката на право место, да зборуваме за законитост и надлежност на јавното обвинителство во борбата против, односно не во борбата, него во она што им е уставна обврска, каде што викаме откривање, процесуирање и докажување на кривичните дела во постапките. Значи, зборувам за сите кривични дела кои што се гонат по службена должност. Ако викаме откривање и докажување, после носењето на новиот закон од 2013 година, кој што настапи законот за кривична постапка, јавниот обвинител застана на врвот на истрагата, наместо истражниот судија и полицијата, која што дотогаш ги водевне истрагите, каде што јавното обвинителство добиваше соджвакан предмет, готов предмет со сите докази и така натака, негово беше малтене само да седни да откуцат обвинителен акт и да излезат пред судот со образложени и јасно опишани докази и изведена доказна постапка. Како според тебе беше подобро? Дали сегашниот начин или тогашниот? Види, сегашниот начин е многу по-законит. Да. Но во услови кога би имале јавно обвинителство кое што ќе ја штити државата и ќе го гонит криминалот, наместо јавно обвинителство кое што ќе го штити организираниот криминал и ќе им служи на криминализираните политички елити. Ние сега, кај нашето јавно обвинителство, особено после 2017 година, во сите негови организациони единици, значи зборувам основни, виши и оделот за организиран криминал, како и она противуставна категорија специјално јавно обвинителство, се претворија во органи за заштита, односно чувари на криминалот на одредени политички елити и организирани криминални групи кои што во Република Македонија го раскинаа ткивото на државата, ја растурија државата после 2017 година, не само со промената на името, него со економско уништување, со безбедносно уништување, со национално, идентитетско, образовно, културно, какво сакате. Значи, се што можеше да се уништи, све се уништи. Јас често пати имам зборувано дека дневно имавме повеќе афери од што можевме да ги изанализираме. Значи, во тој период зборувам од 2017 година па се до новата влада. И кога дојде новата влада во 2024 година, јас овде во оваа емисија лично со вас, господине Цветановски, разговаравме и кажавме дека пред оваа влада која што наследи руина, дека има многу тешка задача да дојде на позитивна нула. Но
Еве 2 години во сите овие работи и работни активности на оваа влада, каде што не ја сретнавме со некои големи коруптивни скандали, како што имаше коруптивни скандали во претходното владење, значи нема некои коруптивни скандали, дојдовме до ситуација да се уште не можеме да дојдеме до позитивна нула, вклучително не само таа руина, него вклучително и од рунираните светски глобални политички односи и економски односи кои што влијаат секако и на Република Македонија. Знаете, јас често пати кога ги слушам луѓе од опозицијата, како излегуваат, настапуваат на пресови, на јавни настапи, ми излегува дека тие кои што единствено знаат да владеат и знаат да ја чуваат државната каса. Знаете, јас за ними што имам кажано и јас повише никад нема више да ги спомнам СДС. Значи, тоа ти е исто како на наркодилер да му дозволиш да ти ја чува дрогата. Рачунајте дека... И наркокорисник, и дилер корисник воедно. И воедно, значи, пазете, тој во првите 5 минути свече распродај. Да и не ќе ишмрка. И ќе ишмркат. Како викат она, ако сум го крадел, сум го јадел. Значи, така да, тие ниту имаат знаење, ниту... Зборам за оваа сегашнава структура после 2017 година. Пазете, до 2017 година тоа беше партија во која што имаше врвни интелектуалци, да не кажуваме вака така. Зборам после 2017 година која што работеше со една единствена цел да ја нема Република Македонија. Проблемот на новава влада е во тоа што не успеавме во рок од 2 години, не успеа владата преку носење на овие закони, законот за јавно обвинителство, законот за Советот на јавни обвинители и така натака, брзо да ги завршите реформите во јавното обвинителство, каде што кадровски таму имаме харикири направено. Значи, се што беше најлошо, дојде на главни позиции со единствена цел да го штитит криминалот на оваа господа. Ние ќе зборуваме точно за аферава Мазут, односно за Мазутот, за овие 167 милиони, но тоа се 167 милиони бруто бизнис, каде што истрагата, и тоа никој од обвинителството него, ниту господинот Абази, ниту обвинителката што ја водеше истрагата, него утврдија со економско вештачење колкава е материјалната штета. Зошто? Затоа што не е сослушан оштетениот, во конкретниот случај СМ, не е направено економско вештачење за да се види влезот на робата, од каде набавува мазутот, дали е од увоз, дали е од домашно производство, од окта и така натака, како е, по која цена е набавуван, влезната цена кај фирми. Ако викаме дека јавната набавка била неопходна заради производство на електрична енергија во време на криза, и треба да утврдиме. Значи, ако е влезена од царина, од увоз, треба да се земат царинските декларации, да се види како е декларирана, што е декларирана, дали има лабораториски испитувања за нивната, за канцерогеноста. Тоа е посебно прашање. Еколошките кривични дела, јас сега прво ги тргам по настрана, сега прво викаме дали се превземени во истрагата сите действија согласно ЗКП, за да се дојди до материјалната штета. Кога зборуваме за материјалната штета, значи мора прво да го видиме влезот, вредноста на влезот, по која цена влегла во луѓе во кои што го добиле тендерот, понатака по која цена излегла од фирмиве према СМ, платена ли е разликата во ДДВ, од влезното до излезното ДДВ, кој е остварениот профит, значи колку 10%, 5%, колку оствариле профит, дали тој профит по завршување на сите действија, дали е оданочен, како е прикажан во завршна пресметка и така натака, но за сето тоа јавниот обвинител бил должен да направи вештачење.
и со вештачење да излезат стручни лица, значи сметководители, најстручни, кои што ќе кажат, еве, ова е, има штета или нема. Не може за штетата да зборуваат некој инженер. Така, помошник на помошник на директорот. Не е битно, нека биде ти главниот инженер. Нека биде ти главниот инженер. Зошто? Затоа што ние штетата тамо се утврдува, значи јас сум водел такви истраги, штетата ќе се утврди дали и тоа што е влезено во ЕСМ и наплатено, значи влезено, јас сум испорачал да кажеме 100 килограми мазут, 100 сум наплатил. Ама проблемот е ако сум наплатил 200, а сум внел 180. Што е со овие 20? Тамо е тоа кривично дело, нели? Легализација на пари стегнати од криминал. Некои го викаат перење пари, јас секој пат го употребувам тој термин, легализација на материјални добра стекнати со сторени кривични дела. Значи, ако имаме фиктивно фактурирање, кое што треба да го кажи економското вештачење, кое што треба да биде извршено кај набавувачот, кај ЕСМ, и тогаш ќе се утврди дали во процесот на производство фактурираните количини се и потрошени. Зошто? Затоа што тамо па инженерите ќе кажат дека да, ние примивме 100 килограми мазут, 100 потрошивме. За да потрошиме 100 килограми мазут сме произвеле 5 мегавати струја. Значи, сето тоа, без тие процесни действија, и затоа ние викаме, како викаме за истрагата, 3+3 месеци трајт истрагата каде што треба да се преземат сите овие действија. И тоа е макотрпна работа, кога станува збор за една таква работа. Многу битниот елемент, каде што се прави енормна повреда на постапката, е тоа што овде со ова действие, односно откажување од продолжување на истрагата и поднесување на обвинителен акт, као наводно немаат докази, се загрозуваат и националната безбедност. Знаете кој е револтот кај граѓаните? Видете вие веќе вчера опозицијата ви излегуваат со некаква програма 4, не знам, методи за спас на државата. Да, господа, вие со ваши смешно е, крадецот вика, фати го крадецот. Вие со вашиве луѓе кои што требаше да ја заштита државата, вие создадовте услови за револт кај граѓаните, односно за појава она што викаме ние во безбедноста критична маса за нарушување на безбедносната состојба на протести и така натака и така натака. И мене сето тоа ми мирисат на некакви основи за создавање на некоја идна нова шарена револуција, која што некој сакат нас повторно да ни е наметнит, и затоа јас ја повикав на еден друг медиум, пред 2-3 дена ја повикав Агенцијата за национална безбедност да си преземи действија во оваа насока, па на крајот на криштата ние согласно законот за Агенција за национална безбедност, Врховниот суд ќе си издаде наредба за следење на комуникации, за следење на за преземање на други посебни истражни мерки на највисоко ниво. Затоа што таа наредба ја издават Врховниот суд. Па ако требало и некој обвинител, ако требало и некој судија ќе биде проследен и така натака, значи сето тоа да биде согласно закон. Ние овде, сега, во моментов, што имаме? Имаме чувар на криминалот, кој што не процесуират главни случаеви, гледате вие како се заташкуваат случаевите со 93 милиони евра поврат на ДДВ од Управата за јавни приходи. Нели со оние фиктивни косовски фирми, нели гледате како се забошотуваат, не се форсираат, пазите за 27 април во рок од 7 месеци, 6 месеци беше изречена пресудата. Такви драконски казни, баш измислено се. А овде во делот на Крнзов 2 години ние немаме ни отпочнато со главен претрес. Да не правам муабет за еден куп други, некој е во бегство и така натака, но мене ме плаши нешто друго. Знаете, сите, како експерти викаме, јавни обвинители треба да си поднесат оставка. Господа, овие јавни обвинители од оделот за гонење на кривични дела од областа на организиран криминал, таму се чувари на криминалот и они не смеа да поднесат оставки. Зошто? Сега ќе ви кажам. Имаме еден многу поголем предмет позади,
од овие 160 милиони, тоа се 350 и нешто милиони за набавка на јагленот, каде што учествува директно ДУИ, каде што беше директно господинот Артан Груби, каде што беше директно Вице Заев со камионите, со транспортот, со превозот, сметките во Бугарија. Значи сметките во Бугарија и така натака, 357 милиони, точната цифра. Некој треба да им го заштити тој криминал, увозот од Албанија, увозот од Грција, увозот од Косово и така натака и така натака. Вие се сеќавате и таа набавка е во истиот период кога одити и оваа набавка со мазутот. Изгора на тоа, ние дали добивме вештачење, дали јавноста е запозната, дали тој мазут беше канцероген или не беше канцероген? Дали го нарушуваше здравјето, дали ја загадуваше човековата околина или не ја загадуваше? Има озборувања. Хајде да не речам основани сомненија, има јавни поговарања, каде што наводно имало некое вештачење од Србија, од српска лабораторија, ама овде сме немале стручњаци да го прочитаме кој тоа го кажува. Ние на хемиски факултет на оделот за аналитичка биохемија. Ние имаме прекрасни професори. Значи, прекрасни професори по сите тие области. Во моја черка во Австралија работи на тоа. Во Австралија и тоа признат инженер. Завршено дипломирала овде. Дипломирала во Македонија, нострифицирана диплома во рок од 2 недели. Во рок од 2 недели ја нострифицира дипломата во Австралија. И сега ние сме немале стручњаци. Па таа полагала кај тие професори. Една јавна тајна, Ѓурчевски, нели е малку симптоматично, што би рекле, сомнително и чудно, што оваа зима нити имаше ветришта нешто посебно, нити па нешто се претепа од врнење снег, имаше 2-3 дена со енормно загадување. Како минатите години изумревме, што се вика, катастрофа по месеци траеше, PM частичките одеа до небото. Како еве оваа зима наеднаш так се стиша се, исто се греевме сите, исто. Дозволете. Некои работи се премногу индикативни, не само што се премногу индикативни. Зошто зборувам? Так. Значи, прво нешто, обвинителката Коларич што требала да направи, кога го зела предметот, требала да издади наредба према царина и да ги собери сите царински декларации за увоз на мазутот. Так. Со сите оние пропратни документи кои што го следат увозот. Фитопатолози, не знам, лабораториски испитувања, квалитет и така натака, за да се дозволи увозот. Ако ние сме увезувале отпад, канцероген отпад, луѓе, на запад ви плаќаат не да го купите, него ви плаќаат да го изнесите. Некој добил пари за да го изнеси и го тупнал баш кај за енормни пари. И го овде и го наплатил. Сега, и настрана што не отру. И зошто викам? Треба да се види по тие царински декларации како е деклариран. По кој увоз, по која цена, кои количини и така натака, од каде, што е, како е, сите тие основи, за да дојдеме до правата вистина. Не може, ако имаме во истрагата, ако обезбедиме докази дека тој мазут е набавен за 0 денари, ние имаме меѓународна полициска соработка и меѓународна правна соработка, нели, со сите држави од Европската Унија. Ако е увезуван од Германија, еден допис, ве молиме, која е фирмава таа и таа, дали таа дејност е таа дејност, дали таа има лиценца за промет со нафтени деривати и така. Значи све е тоа проверливо. По која цена продавале, што цена продавале, и од таде ќе ни одговорат званично со сите основи, ќе ни одговорат што е, како е. Ако е од Грција, ако е од Бугарија, ако е од кај Окта наша, значи имаме фактурирање, имаме плаќање на акциза, значи по килограм тамо си има, законот си предвидел сите тие действија. Зошто госпоѓата Коларич, која што била главна во предметот, не навлегувајќи на овај непотизам, како она дошла до таа кариерна ситуација да она биде обвинителка во оделот за гонење на кривични дела, тоа е отом потом, значи тоа е само уште еден доказ што викаме дека тамо кадровската политика во тој одел во периодот на владењето на претходната власт одеше во насока да се регрутираат луѓе кои што ќе им го штитат криминалот. Одстапница.
Да, кои што ќе го штитат криминалот, не да ја штитат државата, него ќе го штитат криминалот. Ние имаме, јас често пати, и тоа не само со вас, со многу други ваши колеги, сум разговарал и сум кажувал дека она што нас ни се случува во регрутниот центар на суди и јавни обвинители, тоа е Академијата за суди и јавни обвинители, не ги даде очекуваните резултати. Тамо ни се создаде непотизам, кронизам и така натака и така натака. Вие гледате кој се влезе во таа, се деца на некој. Така. После 2007 и кој ќе го видите вие која регрутација. И сега оваа господја, факт е дека со заштитата на овие политички елити сака да го заштити, да ги заштити и гревовите на нивното семејство. Ние не сме навлегли да истражуваме што работеле, како работеле и така натака и така натака. Например, ако го земите таткото на лидерот на опозицијата, значи ќе дојде дека да, и тој бил во одреден период министер и за него постоеле некои основани сомненија, индици и така натака и така натака. Ме разбирате? Круша под круша. Круша под круша пајчат, значи. Затоа викам дека ние имаме една состојба каде што како се вели? Дојдоа децата да си ги заштитат родителите. Значи, во услови на таква кадровска политика, што вие очекувате? Ние очекуваме дека некој кој што бил обвинител во некое си основно јавно обвинителство, условно сега ќе се нашалам, во Гевгелија или во Пробиштип или во Свети Николе или во некој мал орган кој што најголемо обвинение му било обвинителен акт за кражба на 2 пара патики или дрва, 2 кубика. Или 2 кубика дрва и сега тој човек вие го носите во одделот за организиран, го наградувате. А тој ви враќа со тоа што ви служи затоа што тој не знае поинаку. Так. А при тоа не го земате оној квалитет кој што го има во висшите јавни обвинителства, во обвинителството во Скопје, кое што е специфично со најголем број на предмети и така натака, каде што имаме значи најискусни јавни обвинители. Сета таа работа треба да се има во предвид. На крајот на криштата јас често пати знам да кажам, ние во делот на адвокатурата имаме прекрасни адвокати. Значи нас ни требат измена на законот за јавно обвинителство, каде што постапката за прием на обвинители треба да ја либерализираме и да може секој со положен правосуден испит и со најмалку 5 години или 10 години како ќе се предвиди во законот, но јас сум поборец на 5 години работа во правната фела, да може да аплицират за државен јавен обвинител. И за основен јавен обвинител, заменик јавен обвинител, да може да конкурираат во обвинителската фела. Така премногу лесно ќе може да влезе во таа точно тој волшебен круг кој што е сега пазете, ние како викаме обвинителството, јас никогаш не го гледам како судска власт. Обвинителството, поредот на нештата, јас секогаш го гледам како главен државен орган, затоа реков дека е добра ова законска рамка на законот за кривична постапка, како главен орган за заштита, односно за борба против криминалот во Република Македонија, не само во државата, со откривање, процесуирање и докажување во постапките. Тој извршуваат некоја судска надлежност, но мене, ако сакаат да ме послушаат, за државниот јавен обвинител, кој што после по хиерархија заедно со Советот ќе спроведуваат избори, односно ќе примаат обвинители, треба да излезит на избори со 9 годишен мандат, на непосредни избори избран од граѓаните. Никој да не му лепи политичка тикета, ниту дека е човек на Ѓурчевски, ниту дека е човек на Цветановски, ниту дека е човек ваков, ниту дека е човек таков. Ама и вака е фер, зошто го избираат оние кои што победиле на избори, со тоа го имаат гласот на граѓаните. Тоа е секаде, нам ни продаваат, знаеш, урбани легенди и приказки како функционира Западот. Видовме што се случува бидејќи следиме во Америка што се случува. Што направи прво Трамп? Дојде, смени се, ги истрга на квоци и толку. Кај нас, зошто се слушнале, замислија ти ситуацијата, институции две, како премиер и државен јавен обвинител,
Сачувај Боже, се слушнале. Па Сега што друго да прават за ваков криминал? Никој не рече зошто е, некој е толку, да не речам будала, да прекине вакво нешто, криминал тежок 167 милиони евра. Со канцероген мазут кој што можеби не труел и најверојатно не труел. Со последици не знам какви са понатаму. Никој не се фати за тоа зошто се слушнале, рече опозиција. Срамота. Дозволи. Да. Сега, согласно законот за јавно обвинителство, значи, каде што викаме хиерархија и субординација, државниот јавен обвинител треба, пошто е члени на Советот на јавни обвинители и Советот на јавни обвинители, подитно да го земат предметов, да го претресат, да ги видат сите овие пропусти и да ги суспендираат. Нема што јас да разговарам за оставка. Нема што да разговарам за... Излезе се на виделина. Еве видовме како ја терала таа постапката. Портирот и таму некој инженер потрчко и рекол тој нема. Па добро, нема. На што личи ова дилетантизам? Што ми е целта? Значи имаме закон за јавно обвинителство, имаме закон за Совет на јавни обвинители. Согласно нивните надлежности, тие кои што треба да извршат ревизија, односно надзор над работењето. И они кога ќе утврдат, и нема сега они што да се мислат, него суспензија со времено оддалечување додека трае дисциплинската постапка за утврдување на целата таа работа, ќе ги отстранам и обвинителот за гонење на кривични дела од областа на организиран криминал и обвинителката непосредно која што го водела случајот, а како државен јавен обвинител ќе го делегирам случајот на друг обвинител, тоа со резолуција, со парав. Кои действија, што действија да се преземат, какви действија да се преземат, затоа што сега овде никој не викат вака или така, него сите викаме што работел државниот јавен обвинител. Зошто не бил информиран, како не бил информиран, зошто дозволил некој понизок во хиерархијата да не го информират, а не ме информират. Секоја сабајле има кај мене да доваѓаат, односно да се јавуваат на моите заменици, тие 7 или 10 или 11, колку ли ги има согласно организационата поставеност. Јавните обвинители во висшето јавно обвинителство, раководителите, во четирите висши обвинителства, Гостивар, Скопје, Штип и Битола. Ма се јавуваат кај ними и да реферираат. Тој предмет, дотука е постапката. Тоа е дневно информирање. И кога ќе дојде пред донесување на јавно обвинителска одлука, значи не пред поднесување на обвинителен акт, пред донесување на јавно обвинителска одлука, каде што јавниот обвинител треба да се произнеси со решение. Има кривично дело што се гони по службена должност или нема? Ако нема, да дадите образложение. Ако има, да ги дади доказите и да кажи врз основа на тоа вештачење, врз основа на тој доказ, постојат елементи на сторено кривично дело од член тој и тој, следуваат обвинителен акт. Значи, за тоа нешто, државниот јавен обвинител треба на дневна основа да биде информиран. Значи, на дневна основа, а не таа господја му се јавила телефонски, ама откако го потпишала решението. Молам? Што личи тоа? Молам? Истото се случи со СЈО, ако се Исто. 6 месеци потоа дознавме дека некој го тргнал предметот настрана, односно решил дека нема што тука да се гони. А сите знаеме и врапчињата во Македонија знаат за тој 4,8 милиони 4,6 или 8 некој наградини кои што сите знаеме дека не требало да ги земат и наеднаш некој го прави тоа криенката и после 6 месеци дознаваме, а сега како се јавува Гукина, кај го има ова? Значи пазете, затоа реков, надлежностите согласно закон се тие. И сега, господинот Савески, значи како државен јавен обвинител, како највисок во хиерархијата, заедно со Советот на јавни обвинители, како орган за оценка на работата на јавните обвинители, да си седнат, да си го претресат предметов, не да чекаат жалбата. Пазете, вие имате 7 дена од како се објави оваа афера, или 6 ден е денеска, не е ни битно, оштетениот се уште се нема произнесен, односно го нема добиено решението. А потпишано е пред 7 дена. Чекајте, некого сега овде, што сега, патуват решението од преку Вардар до СМ? Спора е поштата, што патуват? Комбето се расипава. Врапчината не може да го донесат? Сам да не се играм играчки, зашто?
Затоа што оштетениот во конкретниот случај СМ, каде што кога била предистрагата, значи не истрагата, предистрагата, кога работеле финансиска полиција, Министерството за внатрешни работи, управата за јавни приходи и така натака, кога ги собирале доказите, документите, кога ги собирале, тие соработувале со ними и они точно знаат колку мазут влегол, колку е потрошен, што е потрошен, по која цена влегувал, што е наплатено, каде е наплатено. На крајот на краиштата, фирмите кои што ја вршеле, кои што го добавувале мазутот, луѓе ќе ги претресам, знаете, 10% нека е чиста добивка, викам све најчисто. 10% на 167 милиони бруто бизнис е 16,7 милиони, 17 милиони евра. Кој бе во Германија за 2 години не може да ги заработиш тие 17 милиони? Што се лажиме? Изгора на тоа, да не земам ја по завршни пресметки и да го видам движењето после на тие пари. Каде се вложувани, што се вложувани, што е набавувано, што е купувано, дали на тие имоти, дали лежат на сметки, дали се во функција. Значи, сето тоа треба да биде претресено од А до Ш. Ако се изнесени надвор од Република Македонија, вложени, каде се вложени, што се вложени, значи, како викаме ние во економскиот криминал, потрагата на парите. Ќе тргнам потрагата на парите и ќе дојдам. И ќе го докажам тоа кривично дело. Некои што викаат перење пари, ја што викам легализација на пари од сторени кривични дела. Дали се тоа даночни затајувања, дали тоа се кривични дела од областа на царински измами, со погрешно декларирање на роба, со фиктивно прикажување на цени, зголемување на цените и така натака, или намалување на цените за да се намали давачката за акциза и така натака, за ДДВ и акциза. Значи, сето тоа треба вештаците да си го изработат и да кажат. Не може господјата Коларич, која по вокација е правник со положен правосуден испит, та не е економски вештак, но законот за јавно обвинителство што викат? Јавниот обвинител во истрагата може да користи научна фела, стручна фела, институции и така натака и така натака. За совети, за истрагите, вештаци и така натака. Па ако нешто се сомневам, како што реков јас за хемиски факултет, не јас да го фалам, него знам кој квалитет таму е. Не сме немале стручњаци кои што може да го прочитаат тој лабораториски извештај. Кому тоа го кажуваат? Повторно тој само презирав то шовинизам и се. Но еве, да се кладиме Ѓурчевски дека ова е карикирање, што би било, кога би било, ако еве со некоја деус екс макина со Божја рака, се тргне оваа влада и се стави Филипче на власт, нешто што многу го посакува, затоа што ќе направил тим за корупција, што прво е нонсенс и многу мазохистички, затоа што најпрво ќе треба самите да се испоуапсат во СДСМ, што е малку Монти Пајтоновски, како она, ако се сеќаваш Брајановото житие, кога стоја распнати на крстовите, она што беше, нели, пародијата на работи од Библијата, и дојде од самоубиствениот јудејски народен фронт, ги испотепаа римјаните, ги избрка и се самоубија. Ова би било истиот случај да дојде СДСМ на власт, да отвори тим за корупција и тој да ги затвори. Тоа нема да се случи никогаш, затоа што Филипче следниве децении нема да дојде ако воопшто некој остане на слобода од врхушката таму, но еве да се кладиме, малку ми е подолга, нели, увертирава. Не, ако ме испровоцира да ги коментирам, не сакам да ги коментирам. Да, ако некогаш дојде на власт, ајде да се кладиме кој ќе стане државен јавен обвинител, сакаш да ставиме? Не, кладба? Знаеш кој ќе биде? На буквата К. Да. Втората била О, третата... Значи, пази, пак ќе биде то делот на... Така, ајде да се кладиме дека таа... Така, значи тие Коларичи, тие Ленчина, тие Фетаина, тие Фатимина, тие Бубевци, тие, речи го Трајче Пеливанов и така натака, значи таа екипа би дошла, би била таа главната која што ќе биде стубот на јавното обвинителство, нема што да се кладиме, тоа е нормална работа. Но, ако сакат македонскиот народ да се само уништи, да се само уништи, бурум нека гласаат за тие за кои што јас кажав своја констатација. Луѓе, тие ме потсеќаат на наркоси, на кои што треба да им дадиш да ти го чуваат депото со дрога. Да. Ако
тоа некој не сака да го свати, или на пироман, значи правам спојка. Да му дадеш шумата. Пироман, да му дадеш канта бензин и кибрид и да го оставиш во шума и да чекаш дека нема да ја запалит. Тој куќата ќе ти ја запалит, не шумата. Значи, таа структура, оваа структура во СДС, јас сум кажал многу пати на емисии и дадов клетва дека не ги коментирам, не ме интересираат. Ова багра која што сега е тамо, таа треба да си ја решат членството на СДС. Постојано се правува некој, па тие го исклучуваат. Ама тие може да земат и она што викаме ластагарка и да го убијат. Не. Знаете како се води против ними борба. Исто како во времето на Артур што воделе против вештерката војна. Значи со заборавање. Не ги спомнуваш, едноставно се мртви. Крај, вештерки, џаоли. Понастрана, бегај џаол. Тоа е, не можеш поинаку. Вие, пазите, тој сакале некеле со подсмев, сеир и чудење најчесто, но сепак ги зборуваш бидејќи премногу е малку, да не речам, инфантилно тоа што го прават и затоа сите се изненадени ги коментираат бидејќи никој не се осеќаше и не чувствуваше и не се надеваше дека ќе дојде до ова е дно на дното, ова е подрум на дното, ова е 100 пати сме го коментирале. Мање више јас. Тргнете ме мене, јас што викам копач по глава и заборавете го Ѓурчевски. Мицотакис излегува со податок дека се дадени пари за насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија. Постојат еден куп основани сомненија за сите оние можни злоупотреби во делот на начинот на финансирање и работа на Република Бугарија од незиното создавање во 1878 година, од моментот на финансирање на врховистичките чети во Република Македонија. И до ден денеска е тоа, затоа што се предвидуваат пари во буџетот на Република Бугарија за таа работа, за рушење, односно превземање на идентитетот од Македонија, затоа што они се срамат од својот татарски идентитет. Значи тоа се нивната историја, тоа го кажуваат, не го кажува Ѓурчевски, што викам Ѓурчевски копач по глава реши го. Понатака. Сите ние зборуваме и кажуваме дека за тие фамозни протоколи и за тој фамозен бугарски договор се земени пари. И премиери, и јас и многу други експерти викаме куферчината со пари. Така. И ти повторно правиш нешто што е нелогично. Не, дозволете. Истиот тој не потврдува, стануваат на сабајле и викат бугари во устав. Значи не отишол уште ни во тоалет. Не е ни замиен, тој станува со синтагмата бугари во устав. Ти му викаш добро утро, тој ти викат бугари во устав. Ме разбирате? Тој со тоа потврдува дека одработуваат некое сценарио. Слушам оние јавни поговарања што се, го следеле некои разузнавачки служби, а да не го следат разузнавачките служби што му го донеле куферчето, дали одработува така како што зашто го зел куферчето? Така. Многу логично, нели? Не да е многу логично. Иначе ништо друго не би било логично, бидејќи сето што го прават е нелогично. Се сечат гранката на која што седат, членството им се подсмева цело и вие продолжувате и викате кажете ми кога сте виделе бугарите да атакуваат врз македонскиот идентитет и вие правите се прекрстувате со човек Боже после вели не чекајте сега излегува со нова приказка околу бугарите, нели? Го плука собствениот министер го плука, а таа те нарекува северо нека ми зборот да го кажеме. Сега дозволи. Каде е тука како викаме ние во организираниот криминал? Ако ти еднаш земиш мито од организираните криминални групи, ти е нормално да ти залепат човек после да те следи. Ти си више никај не ми ставен на платен список. И они тебе више те фатиле како, знаете, она звија кога те стегат околу врат. Питонине. Додека не те удави, тој не те пуштат. Вие, како викаме ние за организираните криминални групи, лесно се влегуваат, ама се излегува со нозете напред. Само мртов можеш од таде да излезиш. И затоа јас ја поставив таа теза. Може би јас се сомневам дека го следат. Да, го следат, ама кој го следи? Тој што му платил. Повторно тој што му платил. Затоа не сакам да се замарам јас со ними. Јас 1000 пати сум кажал,
и ова последно ќе видите, имате молам, значи, во таа партија има толку многу интелектуалци, за ними треба да е страм да ги водите еден таков човек за кого што постојат еден куп основани сомненија, викам, кои што треба да бидат истражени, за сторени еден куп кривични дела од главата 28, тоа се кривични дела против уставното уредување на Република Македонија, и упорно продолжува да ги сторуваат и да ја доведуваат Република Македонија во починета состојба, членот 308, нарушување на независноста спрема други странски држави. Нашата агенција за контраразузнавање, сега викам, тие се тие кои што треба да ги утврдат тие кодошите што одат два чекори позади него. И кои што му викаат како џаоло, знаеш како џаоло што му викаат, сега, бугарите во устав. Ете, тоа е тоа. И сега, ние овде треба да изгубиме 15 минути од драгоцено нешто што треба на народот да му објасниме за да биде во тек. Мислам дека знаат се луѓето, им ја подценуваат интелигенцијата и тоа е. Да, и затоа викам, доколку се случи во Република Македонија Филип ќе да дојдит на власт, народен македонски, јас нема да се иселам. Народен македонски, подобро кажете, не сме македонци, сме не знам што. Така. Значи, сте се само убиле, сте се само уништиле. Значи, јас што викам, џаоло да е, турчинот нема толку штета направено колку што прави Филипче сега на Република Македонија, со тоа што викаме, Сабајле уште не се ни измил, не отишол во тоалет, тој прво нешто што кажуваат, бугарите во устав. И едно-две бугарите во устав. Господине, немој да ме малтретираш. Ти мене ме малтретираш како граѓанин на Република Македонија. Ме нарушуваш мирот и безбедноста, ми ги нарушуваш. Ме провоцираш, ме доведуваш во ситуација да пљукам на телевизорот, да го гасам телевизор. Добро, ние како партиски непријатели број 1, како што не квалификуваа самите, нели имаме право, предпоставувам, да си кажеме што си мислиме, но ако некој се вути, нели Ама да не одат по медиуми, да викаат него, викајте Ѓурчевски. Него викајте Ѓурчевски. Има и такви муавети, одат по медиуми и викаат, немој да го викате Ѓурчевски. Тоа е душма наш. Така, и ти си значи меѓу непријателите. Јас сум меѓу непријатели. Долг е списокот. Да, долг е списокот на непријатели. Долг е списокот на непријатели. Така. Особено кога имаш златна виза, на главата ти виси рекето со Жан Мидрев, ти виси модуларната, ти виси онкологија, лиценците за марихуаната, џипчето подарено 130.000 евра, хациендите што ги немаш, заборавив нешто. Вакцините? 940 милиони евра беа за вакцините со уредба, со законска сила во време на прогласена кризна состојба, каде што таа уредба не е потврдена од парламентот во услови кога се создадоа услови парламентот да заседават, што е обврска, уставна обврска. Сите тие уредби со законска сила мора да ги потврди парламентот, затоа што ги носела владата во состојба на криза. И сега вие, убаво викат господинот Мицкоски, како викат, ние оваа година треба да вратиме 2,5 милиарди кредити и долгови и камати од претходното владење. Луѓе, знаете што значи 2,5 милиарди? 1/4, како 1/4? 30 и нешто % од буџетот. 1/3 од буџетот на Република Македонија. И после викаме, и во такви услови, вие видите кои инвестиции ни се случуваат. Значи, доградба на автопати, почнување на нови делници, железници, градинки. Поинтересно е после 7 години незаковување шајка, ништо не мрна и најнаш нешто ти се случува, луѓето се позитивно изненадени, зашто и логично. Една афера нека извадат, финансиска афера, на оваа власт. Јас викам, добро бе, овие луѓе немаат што да украдат, ја дори премногу се навикнавме да има премногу афери. Премногу афери. Она што бидна со земјоделската нели агенција што беше за ИПАРДО, тоа беше нешто како изненадување, ама го затворија веднаш, се сеќавам, пред да ги затворат Рашковски, Димова и останатите, правеа опозицијата по 30 пресконференции, ние по 100 емисии,
И толку ќе станеше голем притисокот на јавноста што виделе, не виделе, мора да ги подзатворат, ама и тие процеси траја по 2-3 години, па со куќни притвори, Господине Цветановски, многу да работите проведни. Само ова. Излегуваат некни, господинот Љупчо Николовски, сега тој нешто коментира околу Ни земјоделие. мачка путер на главата на земјоделците. Тој беше 7 години министер за земјоделие. Во тие 7 години се потроши милиарда евра за субвенции за земјоделие. Ние станавме увозник на храна, некаде милиарда друга трошиме за увоз на храна, па пилешко месо увезуваме. Па свинско месо, па говецко, па патлижани и пиперки увезуваме и од Албанија и од Турција. Што правиме муавет појче? Така. И сега Настрана што не им ги дава субвенциите, така. Тоа што не, Кога дојдат другата, тие си ги делеа субвенциите на своите луѓе. На своите луѓе летаа субвенциите ден за ден, дури и непосеани. Дошол потполнен формулар дека има 3 хектари пченица, ама таа пченица ја нема каде, засејана е во Паланка горе на Осогово, горе скроз на 2200 метра на тоа му беше увертира за оној криминалот од 800.000 евра што испадна, не е само тој, да знаеш. Па да, значи затоа и сега тој доаѓа ти кажуваат за субвенции. Што кажуваш бе ти за субвенции? Абе ти го уништи земјоделието. Ти го уништи, значи ние сите зборуваме. Храна, храна, храна. Вие гледајте во цел свет. Ни престои криза за храна. Криза за храна. Тие си играа играчки. И затоа јас ги оправдувам кога зборуваат. Абе, ние наследивме руина, име руина, верувај. Уништено, све уништено. Да. И сега ти сакаш одеднаш. Јас дури би советувал, лош збор. Значи јас сум поборец, под итно, да се одвојат средства за ЗИК Пелагонија, за ЗИК Прилеп, за ЗИК Куманово и така, знајќи ги подрачјата, за Полок, Тетово и така натаму, значи за сите тие, производство на храна. Сега е периодот кога треба да се засадуваат, значи на отворено и пиперки, и патлижани, и други градинарски производи и така натака да се соберит. Луѓе во септември не знаеме што не чекат. На глобален план. Состојбата не ни е добра, не во Македонија, на глобален план не ни е добра. Да. И сега ти одеднаш он излегува таму Филипче наместо да кажи нешто како опозиција, нешто прогресивно, да седна да се договора да изградиме национална стратегија, тој викат бугари во устав. Не, тој вика ВМРО ДПМН ја славело бугарката Дара и требало тепик да ја пуштат и луѓето гледаат и се крстат повторно и велат лидер на опозиција, мислам, не му доликува такво нешто. Не сакам да употребам некоја квалификација, не сакам не ми е, јас сум кажал, мислам, не сакам да се доведувам во таква ситуација. Јас за таа партија сум кажал. Так. Значи јас мојот став е тој. За сегашно раководство. Тие внатре нека си седнат и нека си го решат. Ете ги тамо сега 6 месец че имале конгрес. Имате конгрес, бе. Правите што ќе правите, менјајте статути. Ќе направи тоа што ќе каже Заев, знаеш, па ти што ќе направи. Ама тогаш нека си појдат и нека си го викнат, сега ќе се нашалам, нека ми простит македонската јазвост, нека си го викнат Попон Коки од Ѓорче Петров, да им отпејт она беседа и да си појдат, да си најдат место, клучат. Нема друго. Чом да го изгаси светлото. Чом да го изгаси, нема друго. Нека ми простит македонската јавност и нека ми простит Коки, пошто ми е другар. Се знаеме од 80 години. Зошто тезга за него пузда. Значи, тоа е тоа. Так. Нема друго. Нема друго. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за излезните решенија, како да се реши ова што се случува во јавното обвинителство во судството, кои според тебе се решенијата. Со нас е Љубомир Ѓурчевски, се враќаме веднаш по куси од блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Ѓурчевски, зборувавме за она што се случуваше минативе денови предметот од 167 милиони евра за кој што според јавното обвинителство барем никој не треба да одговара, како што кажавме за 167 некој одговара, па имаме и едни други индици, некој избега. И ден денес му нема глас никаде, ако тоа подобра основа за сомнеш дека нешто мириса во државата која што била, нели, таа компанија Ратко, Пуцко и
поетот на Заев кој што избега меѓу другото, но еве се случува тоа што се случува, сите се гневни, револтирани, затоа што ова нема никаква логика. Како? Не верувам дека ќе остане нова, и тоа го коментиравме, ЕСМ веќе се жалеше, ќе има нови постапки, ќе се соберат вистинските луѓе на вистинското место да ги оправат работите, но еве, накусок кога еве ти би можел да ги решиш работите, како би направил и што би направил за да ова не ни се повторува? Како да го решиме ова што се случува, да му ставиме крај на ова што се случува во јавното обвинителство? Првото нешто што во конкретниот случај, за решавање прво на овој конкретен случај кој што задирка дури и во националната безбедност, не случајно рекол, значи под итно Советот за на јавни обвинители и државниот јавен обвинител кој што по функција е член на Советот на јавни обвинители, да го претресат предметот цел, да утврдат одговорност, да ги суспендираат сите инволвирани наредбодатели, извршители и така натака, кои што го донеле тоа, односно кумувале на донесување на таа јавно обвинителска одлука, предметот државниот јавен обвинител да си го делегират со резолуција точно задолжение кај друг јавен обвинител со дневно информирање, затоа што штетата во конкретниот случај може да биде многу голема. Задирнати се две глави од кривичниот закон, посебно главата од делот на еколошките кривични дела, посебно делот од главата на финансиските кривични дела. Значи да го делегират и дневно да имаат информирање што е превземено, докаде е превземено, кои вештачења, што вештачења треба да се направат, кои докази да се изведат и така натака, да се повтори целата постапка во наредните 3+3 месеци и да се излези со обвинителен акт, како викаме, таму каде што има маша, не може жар да фаќа со рака. Судот на крајот на краиштата е тој кој што треба да утврди има доволно докази за да пресуди или нема доволно докази. Значи тој е органот кој што ќе ги цени доказите на главниот претрес, нели, во на изведување на докази во постапката за изведување на докази. Нормално таму може би да има и супер вештачење да се барат. Јавното обвинителство ќе си направи едно економско вештачење, со тоа како доказ ќе излези пред судот. Странките во постапката може да бараат, ако се незадоволни од тоа вештачење, да си бараат супер вештачење од тројца вештаци, значи има постапката, све предвидел законот за кривична постапка, ЗКП ги предвидел сите процесни действија до утврдување на фактите и вистините, односно до изведување на доказите за да падне пресуда. Понатака, значи сега овие измени кои што настапија во делот на Советот на јавни обвинители, каде што Советот доби одредени ингеренции во делот на контролата и надзорот на работењето на обвинителот, значи треба во иднина стрикно да се почитуваат и државниот јавен обвинител со неговиот тим, со тие заменици негови, значи да си ја зголемит вкупната професионална контрола и давање на инструкции и точно ополномоштување на вистинските јавни обвинители кои што ќе ги застапуваат одредени предмети во истрагата, затоа што ние имаме оние обвинители кои што ги набројав, јас во одреден период воопшто не ми би ги исклучил од водење на предмети. Во магарешка клупа. Да. Не во магарешка клупа, него против не ми би повел дисциплински постапки, а и би го отворил случајот, кога јас би бил на местото од Савески, викам, а и би го отворил случајот за тие 4,6 милиони евра платени награди, исплатени награди во специјалното јавно обвинителство за секој пат да равчистиме со тие специјални обвинители кои што се мислат дека се поголеми и од државата, и од разузнавачките служби, и од контраразузнавачките служби, и од сите. Зошто? Затоа што можеле да одат во една амбасада да пијат кафе. Ај мајката, тоа мене ми го кажуваат. Не, мене да не ми го кажуваат. Мене да не ми го кажуваат. Ама и не е лошо да поседат малку во магарешка клупа. Добро, тоа се народски кажано, народски. Но јас сум човек легалист кој што викам постапки за се, за кој предмет и по која работа они се наградија со толку пари. Нека дојдите и нека образложи. Да, успешно изработен тој предмет изведени тие докази, работни сати, толку, тоа направено, тоа превземено и така на такви ангажмани. Врз основа на тоа ценам дека треба да бидам награден со тоа и тоа. Да, ама да видиме што изработија.
За политички монтирани процеси. Ако некој Одговорноста на страна да. ако некој наградува за политички монтирани процеси, тогаш ние да се прашаме луѓе, тогаш да се зачутиме и да се пикниме во некоја глучешка дупка и да викаме леле пазете идит Ленче, идит Фатиме, идит Бубевски, идит ова. Што се тие джелати? Беа. Беа, де факто беа. За жал, да. За жал, ама ние како викаме? Затоа јас како човек, легалиста, викам вака. Постапки. Во постапката да се докажи се виновни или не се виновни. До моментот додека се водат постапките, нема да добиваат други предмети за работа. Нема да добиваат. Така. Ќе ја земаат основната плата, ќе си ја земаат основната плата, ако утврдам основи на сомнение... Минималец, подобро да се зема. Не, ако утврдам основи на сомнение дека постојат елементи да бидат суспендирани, ќе ги суспендирам. Понихајро како го суспендира, Цветановски како го суспендира. Без везе. Без никаква без врска никаква и постапка. логика. Да. Тоа беше тоа. Кога можеа така, зашто да не... Значи, затоа викам, ние пак викаме, јас пак викам, постапка. Да. Ако има елементи, крај решен проблем. Ќе си земаат плата под суспензија, 60%, колку што предвидел колективниот договор. Нема поинаку. Не можете вие поинаку, ама плачеле, нека плачат, им купам палома марамчина и секоја ден ќе им делам. Так. За да има со што да Од се најубавата. Од најубавата, да, за да има со За што да се бришат. Так. За да има со што да се бришат. Значи, така се решаваат проблемите со во специјалното јавно обвинителство. И исто така, треба што побрзо собранието да ги спроведи постапките за носење на овие 8 закони, реформските закони во делот на правосудството и во делот на полицијата, нели, каде што треба да равчистиме за да тргнеме во едни на вистина силни реформи кои што ќе овозможат законита борба против криминалот и корупцијата, каде што ќе се знајде и во судот, и таа хиерархија и во судот ќе се знајде. Да, правото на слободно судско убедување никој не го чепкат, но правостепениот судија, кој што ќе го искористи тоа право, треба да даде точно образложение. Не да викат, постои опасност дека ќе го повтори делото. Не бе треба да наведеш аргументи кои се тие опасности, дека ќе влијаат на сведоци, дека ќе направи тоа, врстој сведок може да влијае, дека може да корумпира, дека може... Значи тоа ќе му го наведам во решението и ќе го звекнам во притвор. Так. И ќе го звекнам во притвор. Интересно е, знаеш, што сите очекуваа разрешување конечно на многу црни петна, наместо да се случува тоа ова судско-обвинителска партиско, клиентелистичко, како да наречеме непотистичка банда, најпрво го укина предметот за СЕО, потоа го укина предметот за, односно можноста браќата од 27 април да добијат повторено судење, за да сега, еве уште една небулоза, за да го укинат гонењето на овие тројца кои што потрошиле 167, а може би тоа се и 300 милиони евра, со далекусежни последици по здравјето. Тие се башка овие 300. Значи, само се позаглавуваат и позаглавуваат наместо да решаваат нешто. Тие се чувари, овие што ги набројавне, јас што викам Бубевци и тајфата, чуварите на СДС. Чуварите на криминалот, на криминалот на претходната власт. Значи тука и Дуи, да не ги забравам. Да, и Дуи. Значи тука влегуваат политички монтираните процеси, меѓу кои што и 27 април. Пазете, министерката Гордана одговараше без дело, луѓе нема дело тамо. Срамота, нема оштетен, жива срамота. Живи срамотилоци ја измалтретираат до смрт, но тамо беше битна пораката која што се испрати на македонскиот народ. Ова ве чекат сите кои што ќе се спротивставите на одлуката на Заев. Па да. Ова ве чекат сите. Значи истото, Милејана Киевски малтретирањето, како го малтретира? Спиро, абе си игра играчки со човекот, денеска во притвор, утре во домашен притвор. Мислам, такво малтретирање луѓе, тоа е неиздржливо. Тоа е неиздржливо. Основани сомненија дека ќе го ликвидираат поранешниот премиер, па се даде човекот во бегство. Стално, нели, јас последниве година дена го повикувам, абе дојди, равчисти овде, покажи им дека нема криминал. Во делата кои што ти се ставаат на товар нема криминал. Биди маше, легни 5 дена или 8 дена во притвор, кој ќе излезиш, ама ќе излезиш гор со главата горе. Со главата горе дека ќе докажеш дека нема криминал во тие работи. И затоа викам, таа багра треба да биде подвргната на сите, затоа што пазете, тамо многу лесно може да се докажат кривичните дела, кое сакате. Потпишување на капитулација, тероризам,
Насилно рушење на уставниот поредок, па каде записникот за избор на председател на собрание? Колку Тие беа терористите, да. Колку нелегални одлуки и закони се донесува, се што е избрано, се што е донесено од тој состав на парламентот е нелегално. Немаше 61, каде записникот, каков председател си имал на собрание? Ме сеќаш што? Уцените врз оние што гласаа за промена на уставот. И така натака. 215 пасуши, нарушување на интегритетот на Република Македонија, независноста на Република Македонија. Па таму во член 308 си стои, казната е минимум 5 години. Ме разбирате? А да не правам на крај муавет. А соработката со странските разузнавачки служби, како некој тамо од таа багра што не сакам да ја коментирам како викат, абе Ѓурчевски е проруски, ајде мајката, а вие што соработувате со странски разузнавачки служби и пиете секоја сабале, одите во амбасада и реферирате и екодошите Република Македонија, вие што сте? Вие сте шпионите. Вие најдете еден доказ на Ѓурчевски. Тие се гордеат со тоа, не би ги навредило. Тие се гордеа, да. Еден доказ најдете тоцку дека Ѓурчевски соработувал со некоја странска разузнавачка служба. Така. Ѓурчевски ако можел да извлечи податок од ними и да дојдете јасно пред македонскиот народ да кажат луѓе, разузнавачките служби немаат интерес Македонија уште од Лисабонската декларација Македонија да стане членка на Европска унија. Без да не обезличат, да не се лажиме, која е Бугарија? Че им го донесат пак са бургоски и пак ќе се убиваат пред лифтови како што се убиваше наркомафијата во Бугарија. Че им го донесат 96-та, 97-та, 98-та. Че им го донесат са бургоски и што треба да направи? Што ќе му напишат германците, тој тоа ќе спроведи. Кој сме во Бугарија, некој збор да им речи, па нема да постои како држава. И сега јас сум говор на омраза према Бугарија. Хај мајката. Во скулите на денешницата. Да. Ти благодарам. Филипче мене за тоа чекај. Говор на омраза, види го, е антибугарин. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата и стојам на располагање секој пат за вистината за Македонија да се бориме до крај. Секогаш ми е чест уште еднаш. Ти благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.